Добар ден, почитувани гледачи. Денес ќе зборуваме на тема диагноза на епилепсија и индикации за почеток на третман кај деца кои што имат епилепсија. По дефиниција, епилепсијата се напади непровоцирани кои се јавуваат најмалку 2 напади во период од подолго од 24 часа. Во диагностиката на епилепсија најважната работа е клиничката слика, тоа да има некој да го опише нападот, како изгледа, што се појавува, како настанува. Ако се родителите свесни или некој што е посматрачот околу тоа кој е свесен, може да уклучи мобилен телефон и да го снима нападот и ќе има многу голема веројдостојност во диагностицирање на пристап на епилепсијата. Втора работа, во класифицирање на нападите, ризиците пропратни кои што одат со епилепсијата, така да понекогаш и после првиот напад можеме да започнеме терапија ако има хемипарези, значи ако има невролошка симптоматологија, ако на магнетот има промени или ако ЕЕГ-то има со специфични промени за специфични епилептични синдроми кои што барат веднаш терапија. Инаку чекаме најмалку 2 напади непровоцирани, после кои што би се решиле да започнеме со терапија. Има одредени епилептични пристапи, како што се бенигната центротемпорална, кај што терапија понекогаш воопшто не се спроведува. Ако зборуваме за епилепсии, најчести се во детската и во адолесцентната возраст, значи најголем дел од епилепсиите почнува во таа возраст и најголем дел од епилепсиите кои што почнуваат во таа возраст завршуваат до крајот на пубертетот. Тоа е среќната околност, меѓутоа и најголем дел од епилептичните енцефалопатии почнуваат во раната детска возраст и продолжуваат за целиот живот со стварање на потешкоти во развој, потешкоти во нормалното функционирање на единката, така да сите тие состојби треба да знаеме да ги различиме соодветно и соодветно да ги третираме. Меѓутоа, започнување на терапија само врз основа на промени на ЕЕГ-то без јасна клиничка слика е несоодветно и непотребно и може да биде штетно за пациентот.